Градот Скопје на последните локални избори доби нов градоначалник. За тоа кои се предизвиците и решавањето на проблемите во градот ќе зборуваме токму со нашиот гостин, градоначалникот на град Скопје, господинот Петре Шелегов. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, добре најдов. Живот за сите во Скопје и Скопје да биде европски град, тоа беше вашата предизборна кампања. Има ли Скопје многу проблеми со кои што ќе се зафатите за нивно решавање и кои се предизвиците на оваа функција градски татко? Па во прашањето го има и одговорот. Предизвикот е Скопје да биде европски град. Тоа е мојот личен предизвик и еден од можеби фундаменталниот мотив, главниот мотив за да се нафатам за оваа работа која што веќе месец дена ја обавувам како функција градоначалник на градот Скопје. Во целост ке се придржуваме на она што го зборувавме во изборната кампања, затоа што крајна цел и моја и на луѓето со кои што работам, верувам тоа полека го пренесуваме и на градската администрација, е Скопје да стане еден функционален европски град во кој што основните работи за кои што со кои што сега се среќаваме како проблеми едноставно ќе бидат разрешени или надминати. Многу од решенијата кои што ги нудиме, на кои што веќе сериозно работиме, се решенија кои што скопјани досега ги немале во нивното секојдневие. Јас очекувам дека првите поконкретни и добри резултати како решенија ќе можеме веќе во текот на наредната година, во првата половина, во пролета, граѓаните да ги видат измените и промените. За почеток стартуваме со едни мали работи кои што се лесно видливи, за кои што се логични како чекори, не бараат парични средства, бараат само волја на градоначалникот или на градската администрација да бидат реализирани и добра организација, што е нешто што мислам дека со тек на време ќе стане добрата организација, ќе стане рутина. Има Скопје многу проблеми. Она што можеме за овој еден месец да го констатираме дека Скопје е град без стратегија. Или досегашно Скопје е град без стратегија, во кој што работите не се решавале стратешки, туку се решавале инцидентно. Некои тоа го викаат проект, јас проект како збор не го сакам, имате концепт. Во рамките на концептот реализирате делови од концептот, кога разговарате или кога реализирате проекти, реализирате дел од нешто што не мора да значи дека е дел од концепт. Она што во овој период го работиме е да воспоставиме стратегии по чие што имплементирање ќе се види разликата во урбаното живење. Значи нова стратегија на комунална хигиена, нова стратегија на јавен градски превоз, воспоставување конечно на Скопје како смарт сити, така што изградба на квалитетна инфраструктура, веројатно ќе разговараме и понатаму. Буџетот за наредната година го концепираме да можеме да ги поставиме стратешки работите кои што досега ги немале, вклучително и тоа дека градот Скопје нема градежни проекти за ниту еден инфраструктурен објект. Споменавте дека Скопје има повеќе проблеми. Еден од најголемите проблеми е загадувањето на воздухот. Забрана за возила на водно за време на викенд и за време на празници, еколошко мапирање на возилата, како и бесплатен јавен превоз кога ќе се надмине прагот на загадувањето. Тоа се дел од одлуките кои што ги донесе Советот на град Скопје во насока на намалување на загаденоста. Ке придонесат ли овие мерки да се намали загаденоста на воздухот во Скопје и кои се другите мерки кои што ги планирате во оваа насока? Загаденоста е комплексно прашање. Јас и во текот на кампањата кажав на скопјани дека оваа зима што ни предстои за жал нема да можеме да очекуваме спектакуларни резултати, затоа што борбата со загаденоста не може да е парцијална. Мора да е добро организирана и мора да пристапот да биде од сите субјекти кои што учествуваме како институции. Општините, градот Скопје и централната власт, и мора да ги опфати сите сегменти кои што го чинат загадувањето. Дел од овие мерки што вие ги споменавте се дел од краткорочните мерки.
водно веќе се свесни граѓаните дека е затворено за превоз, односно за достапност за лесни моторни возила, освен возилата на јавното сообраќајно предпријатие, за време на викендот, кога е и најтежок тој проблем, водно се претвори во паркиралиште, што е нешто што не смееме да го дозволиме. Инаку планината е отворена и за возила во текот на неделата, за време викендот од сабајле до 9 до 16 часот граѓаните ќе може да одат на водно и да се рекреираат со она што во старт го почнуваме бесплатен паркинг и бесплатен јавен превоз. На две места се поидобните точки. Едниот е паркингот од катната гаража Карши Мак Петрол на Македонска фаланга, на улица Мито Хаџи Василев Јасмин, и втората е на паркингот Карши поранешната зграда на Нова Македонија, сегашно образование, Министерство за администрација и ред други институции кои што таму се наоѓаат. Од тука поаѓаат на 40 минути, кои што можеме заради тоа што се двелени всушност на 20 минути на 500 метри значи има разлика. поредовен јавен превоз до водно. Да, и тоа ќе бидат линии кои што нема да бидат дел од градскиот сообраќај во смисла на автобуските станици. Граѓаните кои што ќе ги паркираат бесплатно своите возила на тие паркинзи, се качуваат и добиваат бесплатен превоз од градскиот сообраќај до Средноводно, и исто така да се вратат после тоа со тие линии во зависност од тоа кој од каде е поиден. Што значи дека планината останува лесно достапна за граѓаните, меѓутоа на еден поинаков начин. Загадувањето, зашто го споменувам, ова е можеби првиот добар начин за да сватиме сите дека борбата со загадувањето предпоставува менување на животните навики, кои што ги има секој од нас, затоа што не можете вие да продолжите да живеете по-старо, а да очекувате дека надвор ќе има некоја промена. Дека нема да имаме. И сега што ќе треба да индијански танци да правиме за да молиме Господ да врне дожд, мислам едноставно е тоа несериозен пристап. Решавањето на сообраќајните проблеми, сообраќајот е само еден од сегментите кои што придонесуваат, двата други најзначајни се затоплувањето и градежништвото. Значи, околу сообраќајот можете да превземете итни адхок мерки. Делот тие веќе за делот тие веќе ја зборував. Градот Скопје, администрацијата што ја предводам, иако не е нејзина надлежност, го превзема врз себе изработувањето на законско решение со кое што ќе воведеме еколошко мапирање. Тоа е координирана акција помеѓу градот Скопје, Министерството за заштита на животната средина, Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи. Пристапот е еколошки. Без оглед на староста на возилото, ако вашето возило е еколошки исправно, вие ќе може да го возите. Таа контрола да се прави на техничките станици на издувните гасови по квалитетот, односно неквалитетот на издувниот газ, соодветно маркирање ќе добие возилото. Така многу поедноставно административно ќе редуцирате сообраќај кој што реално загадува. Тоа нема да е само забрана за движењето на возило. Тие мерки секогаш одат паралелно со бенефиции во јавниот градски превоз. Значи, кога ќе влезете во рестрикција на едно право, морате да дадете на граѓаните алтернатива. Тоа е всушност концептот и е релативно брзо остварлив за година до две, бидејќи секое возило барем еднаш годишно или на 2 години поминува технички преглед. Некој рекоа Шилегов е против тоа сиромашните да возат возила. Не. Возилото, реков, колку и да е старо, ако е еколошки исправно, ќе биде дел од сообраќајот. Например, сите возила кои што се на плин немаат сериозна емисија на штетни гасови, без оглед на нивната старост ќе може да бидат дел од сообраќајниот систем. Меѓутоа, тога кога ќе почнеме, веќе ги работиме законските измени. Тие измени се базираат на директивите од Европската комисија, не е дека ние сега сакаме да измислиме топла вода околу тоа прашање. И знаете како е, во големите европски градови имате забрана за влез на возила кои што имаат таков и таков мотор. Дилемата која што ја имам јас како човека, за кој што го побарав мандатот и го добив, едно беше дека ќе се борам против загадувањето, ова се мерки против загадувањето, ја дали јас како градоначалник,
смеам мирно да седам и да не правам ништо за штетните издувни гасови да влегуваат во градите на некое 2-3 годишно детенце и 30-40 години од сега да му предизвикаат канцерогена болест. Македонија троши околу 155 милиони евра годишно за лекување на болести на респираторниот систем, на системот на дишење. Значи, трошиме средства, тогаш дајте да ги пренамениме или да овдека го облажиме проблемот, подобро е да имате скапа здрава животна средина, отколку скапи, а сепак болни луѓе. Така, ова се мерките, дел од краткорочните мерки кои што веќе нели градот ги презема, а еден од подолгорочните проекти и мерки за загадувањето е гасификацијата, која што во предизборната кампања сите кандидати за градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го најавува овој проект. Кога и од каде ќе започне реализацијата на овој проект гасификација на Скопје? Треба да започне во текот на наредната година, значи во текот на 2018 година. Нашата амбиција, желба и ветување на крајот на денот, ако сакате, е дека гасификацијата секундарната, односно доведување на гасот под низок притисок, ќе започне и ќе опфати во првичната фаза, значи во првите 4 години ќе ги опфати деловите од градот кои што не се опфатени со топлификациониот систем, системот на централното грејење, затоа што во тие делови од градот се и најголемите пикови на загадување. Очигледно дека во зимски услови кога и атмосферата е поинаква отколку летно време, нашите граѓани заради тоа што е скап начинот на загревање на домовите користат се и се што за затоплување на тие домови. Ќе го доведеме најевтиниот и најеколошкиот енергенс, тоа е гасот, што би се рекло деловите од Скопје кои што не се од топлификациона мрежа во првите 4 години треба да бидат затворени и опфатени со гасификациониот систем, што мислам дека е од повеќе аспекти, од социјален аспект и од еколошки аспект фер пристап и фер приод, така што очекувам дека граѓаните ќе прифатат гасификацијата. Приклучокот ќе го направиме подостапен на 12 месеци да може да се плати приклучувањето. Идејата е што повеќе корисници да добие гасоводната мрежа во Република Македонија. Тоа ќе биде и поевтино и поздраво за секој од нас. Така. Друга актуелна тема за која што многу се зборува е проектот Скопје 2014. Во вашата предизборна кампања споменавте дека ќе стопирате изградбата на панорамското тркало и дека тоа досега што е изградено ќе се пренамени, ќе биде мост, а за тркалото доколку е набавено ќе се стави во Луна паркот, доколку не е набавено дека воопшто нема да се набавува. Но што е со другите споменици и објекти кои што веќе се изградени? Тркалото е стопирано, не се гради, веќе луѓето може да видат дека градежни активности околу таа работа нема. Останатиот дел од Скопје, фасадите се стопирани, барем оние кои што може да се спасат, да речам условно. Во добар дел тој проект отишол сериозно напред и не можете, направена е штетата, не обарокот јас што го викам на Никола Груевски, е присутен и тоа во некој си среден рок ќе најдеме начин и модалитет како да го вратиме стариот изглед на нашиот град. Скопје е град на модерната, изграден во 60-тите, крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите години со точно определен архитектонски стил и наместо да се освежат и обноват, освежи и обнови таквиот лик, некој лудило одличи дека ние треба да живееме во град во кој што верувам ни вие не го познавате веќе кога ќе влезете во самото централно јадро на нашиот град. Одлуката за спомениците и што со Скопје 2014 не може и не сме да биде одлука на еден човек. Таа одлука мора да биде одлука која што ќе донесе поширока јавност, вклучително и стручната јавност во Република Македонија. Ако донесам само одлука за Скопје 2014, јас ќе бидам новиот Никола Груевски. Бидејќи Никола Груевски сам донесе одлука дека градов наш треба да изгледа вака како што изгледа и да потроши 680 милиони евра на 1 километар квадратен. 3,5 милиони евра изнесува еден мост преку реката Вардар со 4 коловозни ленти, 2 велосипедски и 2 пешачки стази. Тоа е мостот габарит кај Сајмиште што го премостува Вардар кон
автобуската станица. 3,5 милиони евра. Сега замислете што сме потрошиле, колку сме потрошиле и како не изгледа градот во овој момент. Го стопиравме тој проект. Парите наменети во буџетот на градот Скопје за фасадирање на центарот се ме во постапка во соработка со Министерството за финансии да се пренаменат за фасади исто така меѓутоа на средните училишта во градот. Мислам дека е поприоритетно нашите млади сограѓани да учат во некои понормални услови од тие во кои што учат, отколку да имаме таков изглед на центарот на градот. Така. Скопје стана и град со многу возила и со голем сообраќајен метеж во утринските и во попладневните часови. Во делот на инфраструктурата, освен континуирано одржување нели на улиците, кои се поголемите решенија кои што градот ќе ги понуди за решавање на сообраќајниот метеж во градот? Па неколку степено бие тоа одлучување. Прво, концептот на јавен градски превоз треба да доживее тотална промена. Имате автобуски линии кои што се воспоставени пред 60 години и не знаете зашто така. Не знам каде живеете. Во Газибаба. Газибаба. Значи имате автобус 16-ка, например, мислам дека се уште како линија работи, која што оди од Железара до Пржина. Зошто? Никој нема одговор. Имате автобус 19-ка кој што оди од Чуто Ризари до Карпош 4. Зошто? Имате 24-ка која што оди од Афталиџе до Сопиште, до Кисела Вода. Зошто? Сите се променат ли овие линии? Ќе се смени целиот концепт, меѓутоа тоа е се уште во работна фаза. Немате логичен одговор, кој ќе ве прашам зошто не знаете. Никој не знае. Јас ја прашувам администрацијата зошто немаат одговор. Некој го зацртал тоа пред 60 години. И ние сега имаме концепт на јавен градски превоз стар 60 години. Со инфраструктура на град која што е за 300.000 луѓе, а живеат 600.000 луѓе. Поентата ми е дека за многу од тие решенија кои што треба да бидат современи и европски, не ви требаат пари. Треба да имате поинаков пристап. Сообраќајни решенија не ви требаат пари. Ви треба поинаков пристап. Скопје има многу нелогични сообраќајни решенија каде што само треба да го пренасочите движењето на сообраќајот или на возилата за да видите промената и да видите дека нешто се случува. Надвор од тоа имаме сериозен недостаток на основна инфраструктура. Скопје има недостаток од 36 км булевар. 36 км булевар, 27 км е должината на градот, неизградена, претежно на левата страна или северната страна на градот. Неразвиениот дел од градот Скопје носи неквалитетно живење. Заради тој неквалитет луѓето го сконцентрираат или го концентрираат живењето на јужната, односно десната страна на реката Вардар. Преголемиот притисок ви прави неквалитет и на таа десна страна. И на крајот вие добивате две за живот неквалитетни страни. Зашто ние го загубивме животниот простор во изминативе години? Мора да ја гледате визијата за развојот на градот, да ја префрлите, односно изградите недостатокот на инфраструктурата на градот, за да природните текови на нештото ја направат работата да 10 на 15 години од сега имате избалансиран квалитет на живење на двете страни на Вардар. Тоа во глобала ќе реши добар дел од сообраќајните решенија. Изградбата на таа инфраструктура потоа ќе дозволи на градоначалникот на Скопје, кој да е, да може, јас тоа го викам, да си игра во наводници со сообраќајот во центар. Во моментов целиот сообраќај во Скопје ви е насочен во центар. Вие не можете од аеродром до Карпош да стасате ако не се движите низ центарот на градот. Ако некој каже да се стопира сообраќајот во центар, во ред, јас сум прв за. Меѓутоа ќе го блокирате движењето. Затоа велам Скопје, така и реков, Скопје бил град без стратегија. Треба да знаете стратегијата, да ги дефинирате тие работи. Тоа е нешто што како дефиниција, како концепт веќе го имаме разработено, меѓутоа сега ги поставуваме основите за тоа да Скопје биде
еден сосема поинаков град. Имаме сериозен недостаток на градежни проекти. Добар дел од средствата на градот во новиот буџет ќе одат во изработка на градежни проекти, бидејќи проектот сам по себе е капитал. Во смисол да вие прво знаете кај ќе ви се движи инфраструктурата, второ колку отприлика ќе кошта и трето во колка временски рок ќе може да ја реализирате. Тоа е нешто што го нема во градот во моментот. Вториот сегмент на кој што работиме и сериозни средства од буџетот, јас кој ќе го образложувам буџетот пред советниците, ќе го говорам истото ова, е набавка на софтверска и хардверска опрема. Градот нема таков тип на инфраструктура и софтверот и хардверот се инфраструктура на која што ќе можете потоа на систем на модули да го надградувате концептот на Smart City, кој што веќе е надминат. Веќе градовите зборуваат Open City во IT смисла на зборот. Значи, да ги поставиме основите, перформансите во основа на кој што вие за некој си краток период, пред да излезете од дома, ќе стиснете апликација, сакате да одите во Козле, безицирате слободен паркинг каде има, го резервирате тоа место, го плаќате и вас ве чека паркинг местото во моментот кога ќе пристигнете, не врти толку. Се бенефиции за кои што луѓето кои што го разбираат или го знаат системот на Smart City ќе може да зборуваат. Ќе знаете во колку сатот ви доаѓа автобусот, сите тие работи се дел од таа приказна, меѓутоа за да до тоа ниво стасате, треба да зборувате за постоење на основа. Некаде околу 2 милиона евра градот ќе потроши за софтвер и хардвер во текот на 2018 година. На фестивалот Златно славече најавивте дека јубилеот од 50 години од овој фестивал ќе биде повторно во Универзалната сала. Кои се вашите планови за оваа јавна установа? Универзална сала е култ на градот Скопје. Нема Скопјанец што барем како дете не присуствувал на Златно славече и не влегол во Универзална сала. Неработењето на тој објект мислам дека на сите на извесен начин ни недостасува. Не случајно јас кампањата своја почнав пред Универзална сала. Сите сме таму на свој начин израснати. Ги правиме сите напори, вклучително и финансиски, да можеме да започнеме со градба на Универзалната сала во 2019, да биде до 2020 отприлike готова. Се уште сме на почеток. Така дали тоа ќе биде комплетно нов објект? Комплетно нов објект и реконструиран, бидејќи овој како што е изграден како монтажен објект во 64-та или 5-та година, донација од Република Бугарија и веќе си го има одслужено своето. Должни сме кон идните генерации да оставиме нешто што нам претходните генерации не го оставили и станало символ. Да, и стана символ на Скопје. Скопје не сме да си ги губи своите символи, напротив треба да ги стимулираме. Нашата идеја е дека ќе успееме до 50-тиот роден ден на Златно славече, по повод тогаш тој ден кој ќе се одбележува денот на ослободувањето, Златно славече е всушност денот на ослободувањето на Скопје, тогаш и се одржува во тој период, да таа манифестација или тој бренд скопски влезе во култот на Скопје. Универзалната сала. Таа е идејата, таа е желбата, работиме сериозно во координација и со Министерството за култура да можеме да обезбедиме почеток на изграда на тој објект. Така. На една средба во вашата предизборна кампања разговаравте со продавачите на Битпазар и во чаршијата. Тоа е една, да кажеме, несредена слика од градот Скопје. Ги слушнавте вие нивните проблеми кои што ги имаат, но им ги кажавте и вие вашите решенија кои што ќе ги имате за овој дел од градот. Кои се плановите за Битпазар и за чаршијата, односно за тој дел од градот Скопје? Еден од продавачите кои што ги споменуваат или од вработените во чаршијата собственици на објекти ми рече дека јас сум првиот политичар што се вратил после кампања во чаршија. Заради таа символика, збратимувањето на градот Скопје со градот Сараево беше во да отпаши намам на влезот во чаршијата, за јас да ја пратам како градоначалник пораката за мојата посветеност кон тоа старо јадро, всушност историски споменик на нашиот град. Не знам дали знаат гледачите, чаршијата Скопска е најголема чаршија во Балканот.
и е најубава, поубава од Сараевската. Тоа дури да не речам неофицијално и градоначалникот на Сараево го призна. Веќе влеговме во имплементација на нашата како обврска со Чаршиски Теснав го имавме превземено за старата чаршија, а тоа е смена на инсталациите од страна на Евана и Телеком, и при таа смена на инсталацијата да инсталираме 180 камери за видеонадзор. Кога ќе се заврши тоа, ќе треба градот да обезбеди контролната соба за тој видеонадзор и физичко обезбедување. Крајната идеја е да го зголемиме чувството на граѓаните за безбедност во чаршијата и на тој начин да се вратат назад, иако по добар дел чаршијата веќе е заживеана. Ќе работиме заедно на промената на работното време на доќаните во чаршијата и заедно со општина Центар и општина Чаир да изработиме и повеќе паркинг места за да биде подостапна чаршијата до граѓаните. Така што заедно со калето кое што планирам дека од пролет ќе може конечно да го отвориме и да го направиме достапно со некои содржини површински поинтересни, да целиот тој дел од старото јадро на градот Скопје стане повторно место кое што ќе биде омилено свратилиште на скопјани. Така, за градот Скопје и за проекти кои што ќе се реализираат во него има многу да се зборува. Ние сепак остануваме тука да ги информираме нашите гледачи преку нашите информативни програми за работата на локалните власти од општините во градот Скопје, за градската администрација и вие како градоначалник на град Скопје континуирано ние да ги известуваме. Сосема за крај на нашето денешно интервју. Како го гледате Скопје за 4 години? Што ќе се промени во Скопје во овој период? Клучното прашање е како вие го гледате Скопје за 4 години. Не како јас го гледам, јас ви ја соопштив идејата и тоа што ние го работиме. Да, сериозно имам и намера да влеземе во целосна имплементација на тоа за кое што разговаравме. Мислам дека за тоа за кое што разговаравме денеска, мислам дека и вие како граѓани на Скопје ќе го имате чувството дека Скопје ќе биде сосема поинаков град. Јас ви благодарам за вашето одвоено време за гостувањето во Урбаните вести. Благодарам секогаш на достапност на јавноста. Заборавивме, јавноста ни е многу битниот сегмент. Една од работите што може би така минимално помина е дека градот Скопје веќе работи во 2 смени. Тоа не знам дали го имате забележано. Барака 16 е достапна за граѓаните на Скопје до 19 часот и 30 минути после работа си ги завршат своите работи. Посветеноста баш кон јавноста, и тоа е еден тип на јавност наша. Благодарам за поканата. Така, тоа уште една информација плюс за оние кои што не слушнале, не верувам дека има такви. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, останете ви понатаму со програмата на МТМ.